Модерните сообраќајници не водат до секоја капче низ републиката. Ни нудат безброј пријатни средби со оваа питома природа, со оваа богата историја, со овие луѓе, со нивните богати традиции и народни обичаи, со нивните носи, песни и игри. А македонецот ќе извикне традиционален поздрав добре дојде со шише вино и ракија, со грозд грозје, со зрела калинка и црвено јаболко. Ети и тоа е Македонија. Ети и тоа е една од убавите приказки за оваа убава јужна земја. Зборот коледе или бадник доаѓа од старословенскиот збор да бидеш буден. Затоа таа ноќ е наречена бадник, будник или бъдник и е празник поврзан со Христовото раѓање. Дента се сече бадникот, домаќинот е облечен во нова руба, а бадникарот прво се прекрстува и го бакнува дрвото. Бадниковото дрво секогаш се сечело од источната страна. Секирата со која се сечел бадникот се подземала со ракавици, а бадникот се сече со 3 замави, но никогаш не се пресекува. На пенушката се оставаат подароци, лепче, вино или везени чорапи. Внесувањето на бадникот дома е проследено со внесување на слама и сито, кој исполнето со жито и суви овошки, а потоа ситото се ставало на трпезата или до огништето. При внесувањето на бадникот, домаќинот ги поздравува домашните, а тие го поздравуваат бадникот со благослови. Вечерта домаќинката меси лепче, кое го викаме проскура, чесница или кравајче. Бадник е ноќта на мирот, радоста, љубовта и сплотеноста опеани во коледарските песни. Мајка ќе ви даде. Еве ми ти костенче. Давај торбето. Еве ми ти костенче и за тебе костенче. И оревче, рековме. Ајде, мајка, и оревче. Еве ми ти оревче тебе и оревче тебе. По едно симиче, мајка, за сите. Еве вака и на спиленот. И мајка за тебе. И по едно паре. И како ќе си речиме? Да ми дојдите и в година. За многу години, мајки.
Со вечерата на Бадник завршуваат предбожикните пости. Во предвечерието на рожденството се пеат посебни песни, наречени каланди. А зборот значел калео, што значи те викам, те повикувам. Пејќи ги божикните каланди, најмладите го објавувале насекаде со радосно ликување рожденството Христово, славејќи ја побожно Богомајката и нејзината света рожба. Божикната небесна радост луѓето ја изразувале на различни начини. Некаде се изработувало украсно бродче, која представувало црквата Христова. На други места Христовото рождество се објавувало со звезда, која ја означува Витлеемската звезда што ги водела тројцата мудреци до Богомладенецот, а во други пак се носела пештера и звезда која символизира Витлеемската пештера. Детските дружини ја носеле од куќа во куќа, тропајки со дрвено чеканче по вратите и со песна им известувале на сите за воплотувањето на Божјото Слово. На овој спасоносен ден ликуваат ангелите и светиите на небото, а ние верните се радуваме на земјата. Обича и цел ден намаса да има пшеница во која е поставена свеќа. Положајник пак се нарекува лице кое прво ќе ви влезе во домот на Божик. Обично тоа е маж или машко дете. Тоа е човек кој на Божик, но и цела година ќе ви носи среќа во домот.
Во деновите, познати како погани или Ристосови денови, навечер не бидувало да шијат терзиите, ниту жените бидувало да предат и друга работа да работат од Божик до водици. Чунки не била крстена водата, а Леунка била Богородица. Тоа е време кога се во движење разни нечисти сили и кога починатите се во близина на своите домови. Народот најчесто ги канел русалиите да ги истераат тие духови. При пристигнувањето во некое село, русалиите најпрвин го посетувале попот или кметот каде што барале изин за да го истераат злото, а потоа тргнувале поред по куќите. Над секоја врата зарежувале крст, а потоа внатре во домот, замавнувајќи со сабјите, вкрстувајќи ги, верувале дека со тоа ја плашат и ја бркаат болеста. Во текот на сите 12 дена молчеле. Не смееле да се поздравуваат, ниту да се крстат, ниту да благословуваат. Не смееле да се вртат назад, не смееле да газат вода, да спијат со жените, ниту да пијат вино. Русалиите не влегуваат во куќа каде што има Леун.
Водици или Богојавление е денот на кој според христијанското предание Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. За време на крштавањето на Христос Светиот Дух слегол од небото во вид на гулаб и се слушнал глас. Овој е мојот возлюбен син. Затоа кумот се смета за духовен родител на крстениот и најблизок роднина. На Богојавление, на Водици на полноќ, небото се отвара. На будните желбите им се исполнуваат. Водите престануваат да течат за да ги излечат болните. На утрина рано се берат компаниите на чело со кумот и одат во црква попот да им го освети крстот. Кумот со крстот минува низ куќа за да изриса благослови. Водици се празнува 2 дена. Првиот ден на 18 јануари, освен Богојавление и Водици, се вика во Јордање или Машки Водици. А вториот ден, 18 јануари, уште се вика и Женски Водици. Кумстарките од Битуше, уште предзори рано, ќе станат, ќе облечат руби свечени, погачите со чевре ќе ги покријат и со песна низ село и оро пред црква празник ќе пречекаат. Затоа не попусто се рекло, а бре коде и да си, за Водици во Битуше да си. Знам. Сега ќе си ја речеме збогум со здравје, Свети Јован. Збогум со здравје, Свети и Јоване, ноќате праќа рано. Тебе, возлюблена Готја Сина, именуја, и Дух повиде голубиње, извествуваше словеше утврждение. Јавлејся, Христе Боже, и мир просвещеј, слава Тебе. Dobre te, najdobre
Ајде, седнете кај мајка. Сега вака да ви кажам. Прочка бара помладиот од постариот со зборовите. Прости ми, а постариот одговара простено нека ти е од мене и од Бога. Прочка е една од манифестациите на исхрената и пожртвуваната љубов кон ближните, кој треба да го следи примерот на Исус Христос за безусловно и безгранично проштевање на луѓето. Неделата пред прочка се нарекува бела недела или сирна недела кога не се јаде месо, се јадат млечни производи или сукани пити. Прочка пак во семејството се обележува со богат ручек кој завршува со амкање со јајце. Сега ние да си го направиме адето и да амкаме јајце. Кој ќе го фати јајцето со уста и ќе го касне, ќе добие награда. Фаќај. Фаќај. Аха. Ајде, мајка. Аха. Фаќај, 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 фаќај. Аха, аха, аха. Тука е. Тука е, тука е, фати го со рака. Ете, мајка. Ете, мајка, тебе ти била среќата. Мајка ќе ви дај по едно кравајче, по едно кравајче, по едно јаболче, мајка ќе ви даде. Ајде, мајкина. Еве ми ти, мајка, и тебе, и тебе. Сега ќе го запалиме овај конецо, да видиме. Ако гори силно, значи дека годината ќе ни биде плодна, ќе имаме и летнина и сетнина. Ако гори споро, нема да има жито. Чекај да видиме овај конецо како ќе изгори. Гори, 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 гори. Аха, ето. А ќе има и жито и летнина. А вас за многу години и в година пак да си го направиме адето. Амин.
На прочка пак во Прилеп, уште од утрина рано, се спремаат мечкарите. Мечкарските маски се направени од пресни кожи кои се врзуваат од рано наутро на студено место. Суратите се од црна чоја, вепарски заби, а се користат и препарирани животни. Додека пак првата недела од Великденскиот пост се вика чиста недела и започнува со чист понеделник. Се верува дека во оваа недела душата се прочистува преку молитви, добри мисли и добри дела. Стар обичај е на овој ден да се чисти и куќата, за да владее мир и радост во неа. Особено се внимава садовите за храна да се измијат и испоснат од мрсното. Во минатото тоа се правело со брашно или со пепел. Децата и возрастните се капат, се стрижат и бричат. Семејството се собира навечер околу трпезата. Се верува дека првиот човек што ќе влезе во куќата на чист понеделник треба да му се даде подарок.
На Лазарева сабота обичај е да се носат гранчиња врба, што символично го представува влегувањето на Исус во Ерусалим. На овој ден обично се оди нарека и се вели: колку далеку го фрлив овај камен, толку подалеку да е змијата од мене. Дента се бере цвеќе, но не се носи дома. Туку се остава да преноќева во дворот. Потоа со цвеќето се кити домот, а од водата пак се мијат домашните. Во Буково на тој ден се берат девојчиња, лазарки, облечени како невести и одат низ село, пеат лазарски песни за среќа и берикет во домот каде влегуваат. Kućinjata, mačinjata, otidat Lazarkite, Lazarkite, Bukovkite. Добро и дојдовте, Лазарки, за многу години. Ајде сега една песна за домакинот да ми запејте. Liber mi konjakova, liber mi konjakova, od samrakot vo nedela, samrakot vo nedela, nevesta mu pred kojim stoji, vesta mu pred kojim stoji, pred kojim stoji, uzdi drži, stoji, uzdi drži, jem go pita, libere moj stopane, libere moj stopane, kade misliš da mi odiš, od samrakot vo nedela, ja sum kaneće se numko, da venčavam vajca mladi, da krštevam maško dete, i da dočekaš godina, so se si tevo kuќata. Ајде сега една песна и за малово да ми запејте. Ima majka malečkavo, malečkavo, čkavo, mu kupila zlatno kapče, zlatno kapče koprineno, koga veter zavevaše, kapče to mudzu neše, koga sonce ugrevaše, kapče to mu blešteše, koga rosa zarosvaše, kapče to mu temneše, i da dočekaš godina, so se majka, so se tatko. За многу години, до година пак да ни дојдете. Domakine, domjanine, si doma ili nesi, ako spiješ razbudi se, ako sediš stani prostum, izvrkaj si kućinjata, mačinjata, otidat Lazarkite, Bukovkite. Добре ми дојдовте и за многу години. Ајде сега една песна ќе ни запеете за невеста. Невестице, gulavice, kraj porteto Dunav teče, vodu na vod lepo drvo, na koreno zmev mu leži, na grankite zmi pištat,
legna se si zaspa, legna se si zaspa. I da dočekaš godina, i da dočekaš godina. Se si devo kućata. И со се вас, и здрави и живи да сте, и до година пак да ни дојдете. Попад одат Лазарките, Буковките, попад одат Великден е пак празникот над празниците, каде се празнува победата на животот пред смртта. За верниците периодот пред празникот представува патување, исполнето со покаяние, прошка, молитва и пост. Тоа е денот кога под крстот на Исус останале само апостол Јован, Богородица и неколку жени за време на оплакувањето и тридневниот молк, пошто следува исчекувањето на воскресението. Ете, затоа се подарува јајце, символ на новиот живот. Црвеното јајце ќе ги погали обравчињата на дечињата со зборовите бело-црвено, здраво, весело. Христијаните се поздравуваат со поздравот Христос воскресе, на вистина воскресе. Во падините на Кожув, во влашкото село Ума, со игра и песна се празнува големиот сведен Великден. Оро ќе се развие ко река и песна ќе одзвонува од висовите на Кожув. Ама најубаво, таму и најлично е орото со чупите влаинки. И незалудно се рекло бела црвена како калинка, лична убава како уманска влаинка.
Празникот на светиот великомаченик Георги, познат како Ѓурѓовден, се празнува на 6 мај. Ноќта спроти празникот се берат зелени гранки и се закитуваат портите и пенџерињата во домот. Домакинката во сад полн со вода клава пролетни цвеќиња. Дрен, здравец, грабеж, пазикуќа и внатре во садот едно црвено јајце. Тоа го става по трендафил да преноќи, а другиот ден девојките плетат венчиња од тоа цвеќе. Наутро пак сите ќе се измијат со водата. Децата со дрен за да бидат здрави како дрен. Девојките со грабеж за да се грабаат ергените по нив. Старите со здравец за да бидат здрави, а домакинот со пазикуќа. Куќата да му биде добро чувана. Секој според своите потреби и своите желби.
Почитувани, ви благодариме што бевте со нас на првиот голем концерт од низата настани, посветени на големиот јубилеј 70 години културно-уметничко друштво Илинден од Битола. Проектот е финансиран од Министерството за култура на Македонија, а е помогнат од Општина Битола, Национална установа Народен театар, Национална установа Центар за култура и Културно-информативниот центар. А ние од Великден до Ѓурѓовден ќе се пречекаме, ќе се разминеме и ќе се поздравиме со најубавиот поздрав. Христос воскресе!